Добро дојдовте назад. Време е за нашето второ гостување на денот и можам да кажам навистина интересно со професорот по трудово право Лазар Јовевски. Добро утро секој утро прво да ви посакам и да ви се заблагодарам на континуираната соработка што имате со Алфа телевизија. Благодарам и до вас и за можноста што можеме да дискутираме на разни актуелни теми поврзани за нашите граѓани, економијата, пазарот на трудот и така. Така. Договоривме една доста интересна тема, јас така им ја опишував на гледачите уште од самиот старт на емисијата и преку промото што го направивме. Имено ќе зборуваме за тоа дали има социјален диалог во Македонија, дали воопшто има социјален диалог со акцент, кога ќе кажеме социјален диалог, со акцент на синдикатите, работодавачите и државата. Еве, тоа нека ни биде како увертира. Ако ништо друго, ова е, можеме да се согласиме, една тема која дефинитивно може би требало и порано да отвориме, но пандемијава на некој начин не подбутна, не поттикна да го направиме еве тоа сега. Па навистина темата е актуелна и интересна и ви благодарам за можноста да дискутирам и на оваа тема. Станува збор за една специфична област од, би рекол, синдикалното право, од трудовото право, од работните односи, каде што според одредени параметри станува збор за уникатна правна ситуација, правна рамка која што ги уредува односите помеѓу трите социјални партнери. Кога зборуваме за социјален диалог, знаете, всушност станува збор за генерално, за да можете гледачите да го разберат целиот систем, за два големи столба. Едниот столб е каде што социјалниот диалог се одвива на ниво на компанија и тој социјален диалог е најчесто помеѓу работниците, односно нивните синдикати и работодавачите. И тука станува збор за социјален диалог кој што во центарот го има колективното преговарање, склучување на колективен договор. Тоа да може да биде во стопанството, може да биде во јавниот сектор. И тоа постои еден друг тип на, би рекол, социјален диалог, а тоа е еден социјален диалог кој што треба да се одвива на национално ниво. И тука, за разлика од претходниот кој што е двостран или бипартитен, всушност станува збор на национално ниво за тростран социјален диалог, односно трипартитен социјален диалог, каде што се вклучени синдикатите, значи организациите на работниците, организациите на работодавачите и државата. И платформата на која што треба да се разговара е еднаквоста, равноправноста, взаимното почитување и содржината на тие разговори треба да бидат не само напредување на правата на работниците, секако тоа како легитимни прашања ги отвараат синдикатите во рамките на тој социјален диалог, меѓутоа бидејќи станува збор за една уникатна платформа за разговори, каде што три многу битни актери во државата се среќаваат и разговараат, всушност се разговараат и теми кои што се поврзани со социјалните политики, со трудовите политики, со тоа во која насока треба да се движи државата во однос на одредените мерки и активности кои што се преземаат во различните сфери на трудот, на стопанството, економијата, социјалните прашања и така натаму и така натаму. Така, сега бидејќи зборуваме сега, ова практично излегува дека секоја од овие теми си е засебна тема, посебна тема на која може повторно да се отвори дискусија, можеме и да дискутираме за тоа и понатаму. Знаете што, видете, самиот социјален диалог во својата суштина, реков на почетокот, треба да биде една платформа на еднаков разговор помеѓу партнери. Меѓутоа, нели, дали во пракса секогаш тоа е така, се поставува голем знак прашање. Всушност, не треба да заборавиме дека работниците се не заради тоа што ви го кажам, туку тоа е статистички историски потврдено, се по слабата страна на приказката и затоа најчесто влегуваат здружени преку синдикати за да заштитат и остварат некои права кои што се од социоекономски карактер. И тоа се гледа низ децениите, низ вековите наназад до ден денес. Така што спротивната страна, тоа се работодавачите, најчесто како помош ја имаат и државата. Не зборувам само во македонски рамки, зборувам во светски рамки. Иако тоа во одредени околности, во одредени временски периоди има, да речеме, отстапување од таа некоја, од тој некој фокус кој што е или симбиоза или соработка помеѓу работодавачите и државата. Државата знае и да застане на страната на работниците. Меѓутоа, во суштина сите три страни, и синдикатите, и работодавачите, и државата треба да бидат, би рекол, во одредена смисла независни во своите ставови, автономни. Секако синдикатите ги заштитуваат и ги промовираат правата на работниците, работодавачите секогаш ќе сакаат да ги заштитат своите права како работодавачи, како бизнисмени, како луѓе кои што се го располагаат капиталот и тоа е легитимно и не треба од тоа да се бега, а државата
како би рекол фил на тортата треба од озгора да го целиот процес менаџира, да ги гледа општите интереси, да во одредена смисла и балансира. Да балансира, така е, да направи една платформа на која што ќе има прво државата е одговорна за тоа каков социјален диалог ќе има во општеството помеѓу социјалните партнери, во смисла да овозможи и да биде добар пример за тоа како да даде пример како треба да се одвива социјалниот диалог со нејзината конструктивност. Зборувам сега за органите, државните органи, односно надлежните луѓе од соодветните министерства, тоа е најчесто Министерството за труд, кој што е вклучен, или министерот за труд кој што е вклучен во целиот тој процес и всушност на тој начин да преку во македонски рамки преку економско-социјалниот совет да всушност се промовираат одредени политики. Дали сега во пракса сето тоа во изминативе години функционира на соодветен вистински начин, нели, вие поставувате знак прашање. Доколку повеќе ако сега тој прашалник го засилиме со уште еден прашалник како сега социјалниот диалог всушност функционира и во рамките на услови на корона криза, каде што и реално тешко можат социјалните партнери физички да се сретнат. Меѓутоа, како што можам јас кај вас да гостувам, веројатно можете и на одредени вакви платформи кои што се онлайн да се држат одредени состаноци и сето тоа да функционира во одредена смисла. И сега тука има многу прашања и подпрашања. Дали во рамките на социјалниот диалог се доволни социјалните партнери, синдикати, работодавачи и државата, зборувам на национално ниво, да го пополнат тој габарит простор кој што се нарекува социјален диалог, односно прашања од економско-социјална природа. Или треба да се вклучат и невладини организации, треба да се вклучат и експерти, независни, вакви, онакви, ме сеќате, дали тој круг на луѓе во рамки кои што би го одвивале социјалниот, економско-социјалниот диалог, треба да се шири, да се стеснува, за што се да се разговара и така натаму и така натаму. Лично сметам дека економско-социјалниот диалог во државава треба да се всушност потпира во основа на трите социјални партнери, а тоа се синдикатите, работодавачите, државата. Секако, секое друго мислење од невладени организации, експерти, луѓе вклучени по разни основи е добро дојдено, ако има добра волја и добра мисла да се помогне, да се даде идеја и така натаму. Меѓутоа, по никој случај, така е, не смееме да ги исклучуваме синдикатите, ниту пак работодавачите, ниту пак селективно да бираме со кого ќе разговараме, а со кого нема да разговараме. Затоа реков државата во овој случај, тоа е во македонски рамки, според македонските закони, социјален партнер во рамки на социјалниот диалог на национално ниво е Министерството за труд, односно министерот за труд, не смее да влегува во селективност, во дискриминација или во бирање на луѓе со кои ќе разговараме, затоа што тие се, да речам, луѓе кои што климаат со глава и ни ги прифаќаат идеите и така натаму. Напротив, тоа треба да биде една платформа, социјалниот диалог за конструктивна дебата, каде што треба да се радуваме доколку има испротивни мислења на нашите, односно ако ја застапувам една страна да претпоставиме, другата страна или третата страна од социјалниот диалог да ако даде своји идеи кои што се можеби поинаку испротивни, да биде инспирација за размислување, да видиме зошто така се предлага и што може од тоа да произнесе добро. Меѓутоа, тој дел, според мене, очигледно ќе треба уште да зрееме. Тоа е фактички еден, би рекол, клучен сегмент за функционирање на едно здраво општество, нели? Ајде да почнеме да ги сегментираме деловите. Ајде да почнеме да ги сегментираме деловите. Еве, да почнеме со оние првите што ги споменавме, синдикатите. Колку според вас се функционални синдикалните организации во Република Македонија во моментов? Добро, јас го имам впечатокот генерално каков е социјалниот диалог и на национално ниво во рамки на економско-социјалниот свет. Тоа е мој личен впечаток и од кој што се базира на одредени информации од терен, од пракса, од контакти со работодавачите, контакти со синдикатите и со представници на државната управа. Меѓутоа, ако го гледаме на она вториот сегмент, каде што само синдикатите и работодавачите преговараат, тоа е посебна приказка за разговор. Меѓутоа, константна една карактеристика што може да се забележи и на кај социјалниот диалог на економско-социјалниот совет, и на ниво на компании, гранско ниво или колективните договори на национално ниво, може да се забележи дека
се уште во Македонија синдикализмот и синдикатите не се созреани во насока да всушност соработуваат на едно повисоко ниво, каде што обединето ќе настапуваат за одредени прашања. Не велам дека нема такви позитивни примери, секако дека има, меѓутоа кога велам да соработуваат, не мислам во рамки на една синдикална национална организација, туку мислам различни национални синдикални организации, представници на национално ниво, па и репрезентативните синдикати на национално ниво, да всушност изградат една заедничка платформа, еден консензус, една сега тоа е актуелно, нели, една црвена линија до каде на пример би можеле тие да влегуваат во одредени дискусии со работодавачите или со државата во рамките на разните нивоа на одвивање на социјалниот диалог. Во тоа се уште ни недостасува и во тој дел јас се трудам колку можам да анимирам и да помогнам во рамките на синдикализмот, да синдикатите ја градат таа свест. Верувате, станува збор само за немање на одредена свест и одредени, можеби, понекогаш сум забележал лични судири, нетрпеливост помеѓу одредени синдикални раководства во рамки на сама синдикална организација или кај различни национални синдикални организации. Особено ние како медиум кога сме станува биле... збор за синдикатите, тоа мора да се елиминира, бидејќи синдикализмот е надпартиски, наднационален, надрелигијски. Всушност синдикализмот е идеја. Тоа е планетарна идеја за заштита на економско-социјалните права на најголемата група во светот, а тоа се работниците. И сега не алудирам јас на некои левичарски сваќања, меѓутоа станува збор за нешто што всушност е основна платформа на тоа како треба да се делува и како да се заштитат правата. Дали тоа ќе го направат синдикалните лидери во нашава земја, па и во светот, останува на нив. Некогаш треба да излеземе од рамките во кои што сме, за да се всушност за да видиме пошироката слика. Токму тоа сакав и да го кажам, да се согласам со вас. Еве ние како медиум постојано сме сведоци, нели гледаме во јавноста што се случува, како, ајде така ќе се изразам народски, се препукуваат синдикати меѓу себе, наместо, ете, би рекле, како работници заедно да делуваат. Ајде одиме на вториот сегмент, на работодавачите. Во јавноста, ете барем според она што го гледаме како се жалат, особено сега во време на корона криза, кај народот има некоја перцепција дека иако се под удар работодавачите во моментов тие барем делуваат за очите на јавноста како бели мечки, како заштитени, како да се над законот. Кој е вашиот коментар за ова? Па добро, вашата перцепција за нешто и ова што сте го чуле не е прв пат да го да се спомнуваат тоа како заштитени, како бели мечки, нели, во наводници. Всушност сум го слушал и многу претходно. Меѓутоа, мојот впечаток е малку поинаков од сето ова и не се темели на одредени теоретски согледувања, напротив, туку се темели на одредени практични согледувања кои што се обидувам потоа низ одредена теоретска анализа да ги сублимирам како заклучок. Значи, што ни покажува праксата во Македонија? Зборувајќи и на ниво на инспекција на труд, зборувајќи на ниво на судски постапки. Ако ја гледате статистиката, во Македонија се чини дека работодавачите губат голем број на спорови од страна на работниците. Прашањето можеби е малку подлабоко и поинако. Да, дека има одредени работодавачи кои што злоупотребуваат одредени околности, свој права или свое влијание, своја сила и моќ, тоа е точно. И тука би рекле дека ако ги земеме тој дел од работодавачите, всушност би можеле да дојдеме до таа констатација. Меѓутоа има и работодавачи кои што тоа не го прават и кои што заради одредено незнаење грешат во чекорите за одредени постапки кои што ги спроведуваат во рамките на нивните компании, потоа работниците тужат и на суд ги добиваат. Има со стотици предмети кои што јас ги знам, каде што работниците ги добиле предметите на суд правосилно и каде што работодавачите според таа констатација не се всушност белите мечки. Но каде е проблемот? За да, почитуваните гледачи ја размерат суштината. Проблемот е на две нивоа. Прво, работодавачите грешат во делот кога они сакаат на сила, не почитувајќи ги законите и колективните договори, индивидуалните договори за вработување, да всушност преземат некое свое самоволие и самовластие врз работниците, да се покажат големи газди, шефови кои што сакаат и како сакаат може да прават со работниците. Јас лично сметам дека тоа време помина, барем до пред корона кризата, затоа што имаше одредено поместување на пазарот на трудот каде што одредени
одредени професии, струки и тоа како беа дефицитарни. Ќе видиме што ќе се случи сега до крајот на годинава, се уште е рано да зборуваме, меѓутоа има голем број на луѓе кои што стануваат без работа и веројатно повторно ќе дојде поместување на скалата на пазарот на трудот во прилог на работодавачите во однос на тоа дека ќе има повторно поголема понуда на работна сила, нешто што сме го гледале во изминатите децении. Тоа е едната страна. Втората страна на проблемот е каде што работниците не се охрабруваат, многу пати затоа што и не ги знаат своите права, многу пати затоа што не сакаат да се изложуваат на дополнителни стресови, притисоци и нервози, да всушност ги заштитуваат своите права и да одат до крај. Многу често работниците преземаат мерки за заштита на своите права од работен однос кога ќе дојде веќе последната фаза, а тоа е отказот. Предходно можеби не им биле давани годишни одмори, скратувани плати, давање на одредени други случување на други ситуации кои што всушност алудирале на прекршување на права на работен однос, но тие не реагирале многу пати и кога ќе се добие отказ е тогаш се тужи за се, и за плати, и за годишни одмори што не се дале, и за отказот. Пример давам, има такви примери во пракса, не се малку. Меѓутоа ја го давам еден поширок контекст на работиве за да разбереме што се случува. Каде се обесхрабруваат? Јас тука имам забелешка во одредена смисла и на државните органи кои што треба да вршат надзор и контрола, а тоа е инспекторатот на трудот, да всушност кога се врши надзорот и контролата, не смеат граѓаните, односно работниците во конкретниот случај, да бидат обесхрабрени од делувањето на вработените, односно на инспекторите. Ако тие видат дека инспекторите заедно со работодавачите се всушност оние кои што ја поддржуваат неправдата и прекршувањето на законот за работни односи, тие тотално се разочаруваат и велат нема правда во земјата, нема ништо, работодавачите се заштитени како бели мечки, ништо не им можеме и тоа е тој се помируваат во себе, а многу често собираат гнев и нервоза внатре, па потоа стресот на работното место се еден од најголемите фактори за кардиоваскуларни заболувања во светот. Тоа се научните истражувања на Светска здравствена организација и на други независни анализи кои што кажуваат дека стресот на работата и тоа како влијае на одредени болести, заболувања кои што потоа се јавуваат. Гледате дека всушност имаме еден поврзан круг. И да се вратам на економско-социјалниот дел. За да синдикатите бидат тоа што се и за да работодавачите всушност не бидат охрабрувани да прекршуваат закони, всушност клучна улога треба да има државата. Државата треба да даде пример. Ако државата скриено или нескриено поддржува од раздор меѓу синдикатите, народски би рекло, нели, шурува со одредени синдикати, со други ги става во некоја друга позиција, на овие не ветува одредени бенефиции, на други вика со вас уопшто не разговарам. Всушност создава една неприродна платформа понатаму за разговор, а тоа влијае кај синдикатите согласно нивните моментални капацитети, колку можат да се носат со тој предизвик, влијае на уште поголем раздор. И фактички државата промовира раздор на таков начин. Исто и кај работодавачите. Државата исто така треба да даде пример во однос на тоа дека не смее да се дозволи на крај памет да му текне работодавачот дека нема да почитува закони и дека ќе ги крши законите. Еден пример не смее да има во тој дел на злоупотреба на права од страна на одредените служби кои што вршат надзор и контрола врз примената на законите, колективните договори и слично. Тоа треба да биде навистина во тој дел да се зрее сите да ги јакнат капацитетите, и инспекторите, и синдикатите, и работодавачите, и на крајот да сватат сите да разберат дека се дел од една заедничка приказна, како што ќе каже познатиот Нобеловец Кейнс, добил награда за економија, дека на прв поглед изгледа дека се сите спротивставени страни, меѓутоа на долги стази сите се упатени на заедничка соработка. Значи, соработката мора некој да ја води, мора да има тим лидер. Според мене во овие македонски сега околности, таа улога е на државата и затоа е многу одговорна улогата на државата, дали ќе гради реален социјален диалог или ќе импровизира. А тоа може да почне во рамките на социјални. Се извинувам што ве прекинувам. А тоа може да почне единствено ако сите заедно седнат на маса. Така? Па, видите, ние гледаме дека седнуваат некогаш, и не некогаш, но седнуваат на маса многу пати. Меѓутоа станува збор, ја велам, дали е тоа сето реално или станува збор за една импровизација. Дали имаме социјален диалог кој што е квалитетен, кој што содржински исполнет, кој што има реално дискутирање и размена на идеи, на платформи, спротивставени ставови и слично, или станува збор за една убава слика каде што
се глуми или се импровизира или се доведува да одредени социјални партнери не можат да го дадат својот максимум да помогнат во различните околности. Јас, впрочем, тоа го гледам со години, меѓутоа оваа корона криза која што сега се појави, мислам дека ги забрза работите и излегува на површина и во овој сегмент уште повеќе недостатоците кои што го имаме во системов за економско-социјален дел. Така што во тој дел, според мене, во иднина треба една здрава реформа да се направи, како на свеста, така и во начинот на функционирање. Треба да се размисли дали само репрезентативните синдикати да се викаат или да се викаат и сите останати синдикални организации во државата. Тоа би значило еден поголем обем, поголем габарит на дискусија која што носи своји предизвици, не е лесно со голем број на социјални партнери да се разговара, различни се ставовите, треба да се согласува, или да се оди на она баш само репрезентативните, дали да се вклучат невладени организации, експерти или слично, сеќате, сето тоа треба да биде на вистинска платформа и анализа направено. Не е само да се вклучат колку да се вклучат, па сега невладени организации или експерти да ни заменуваат синдикати. И тоа нема логика, тоа не е социјален диалог како така е разбираме. И не би ни смеело такво нешто да се случи, да. Професоре, дали смее или не смее, во пракса се случува, така што тоа е тоа. Реално зборуваме дека не би смеело тоа да се случува за доброто на сите тие сегменти. Професоре Јовевски, како што кажав, ќе се повторам уште еднаш, секоја од овие точки е практично засебна тема. За секоја од овие точки може посебно да се дискутира и мене ми е мило што денеска ја отворивме оваа тема, па понатаму ќе видиме кои конкретно делови ќе ги раздробуваме. Уште еднаш ви благодарам на гостувањето, мислам дека имавме навистина интересен разговор. Сигурен сум дека им се допадна на гледачите. Благодарам и на вас. Благодарам за поканата и се надевам дека успеавме оваа интересна, понекогаш и контраверзна тема малку да ја доближиме до граѓаните, но можеби и до социјалните партнери ако не гледаат. Ако ништо друго, барем ја отворивме. Јас гледам на тоа така, па понатаму со тоа што ќе ја раздробуваме дел по дел, по сегменти, можеби на некој начин ќе придонесеме преку некаков си притисок, ако ништо друго, барем да ги насочат целите кон финалната цел, подобра економска благосостојба за сите. Се надевам, нека биде така.